Со позитивни финансиски резултати од околу 5 милиони денари, со 90% реализирани активности, покриени сите трошоци и вратени 2 рати од МЕАП кредитот, јавното комунално предпријатие Дервен ја заврши 2013 година. Во текот на изминатата година комуналното предпријатие изврши надградба на СКАДА системот со поврзување на уште еден резервоар, со кој се овозможува далечинско следење на нивото на водите во резервоарите. Предпријатието воведе и ноќно собирање на сметот кое според него покажало одлични резултати. Новина во работата на Дервен беше и чуварската служба на гробиштата, како и реевиденцијата на гробните места, која продолжува и годинава. Собирањето на сметот, одржувањето на хигиената и јавните зелени површини се само дел од зацртаните активности на комуналното и во 2014-та. И да апелирам да ги засилат нивните заложби за зачување на животната средина и да го задржиме градот чист, како што и заслужуваме да го имаме. Да апелирам рационално да користат водата за пиење како ресурс кој што е потребен на сите и да апелирам за едно домаќинско однесување, особено спрема поставената урбана опрема во градот и спрема засадените цветни насади кои што, нели, ќе сложиме сите го разабувуваат нашиот град. Комуналното предпријатие деновиве започна со реконструкција на училишниот двор во основното училиште Васил Главинов, со што местото треба да се претвори во парк наменет за сите граѓани. Во програмата за работа е предвиден и паркот Гемиџи 2 кај автобуската станица, но не и градскиот парк. Градскиот парк е во релативна добра состојба, ако сте приметиле, значи проблемот е инфраструктурата, патеките и урбаната опрема. Значи тоа е нешто што засега не беше во наша надлежност, а понатаму како ќе го решиме тоа заедно во соработка со локалната, значи немаме информација. Од јавното комунално предпријатие тврдат дека нема да има корекции во цената на водата до октомври годинава, кога завршува договорот со јавното предпријатие за водоснабдување Листиче, а граѓаните во иднина ќе пијат здрава и чиста вода. Целосно модернизирана и со најсовремена опрема работи болницата за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново. Заврши реконструкцијата на целиот болнички комплекс. Поради квалитетот на услугите, велат од раководството на болницата, значително е зголемен интересот кај пациентите за лекување во оваа здравствена установа. И покрај тоа што болницата не беше во текот на целата година потполно спремна како сега реновирана, успеавме да ги задоволиме односно потребите на нашите граѓани, односно да ги прегледаме околу 5023 амбулантски случаеви и околу 1087, односно 1090 лежечки пациенти. Луѓето кои се лекуваат овде велат дека одлични се условите за престој, задоволни се од услугите и односот на медицинскиот персонал. Условите се добри, мислам, и персоналот е добар. Одлично од сите. Од доктори до чистачки сите се одлично. Нема подобри. Јас сум лежала и на друго место, ама како овдека нема никаде. Супер, нема подобро. Јас сум поминал на повечко место, нема подобро. И персоналот ни е убав, мирен, услужлив. Многу добро. И многу сме задоволни од персоналот. Премногу има однос према пациентите, превише. И многу храната, чистоќата е на највисоко ниво. Најголем дел од пациентите кои се лекуваат во болницата Јасеново се со белодробни заболувања, дури 60% се со вакви диагнози, 30% се со срцеви болести, а останатите 10 побарале лекување поради зголемен крвен притисок. Со реконструкцијата на болницата овозможени се и услови за лекување на пациенти со туберкулоза. Предходно нивното болничко лекување се спроведуваше во Скопскиот центар. Сега имаме 2 оспособени соби со специјални системи за вентилација за такви заразни болни и туберкулозните болни ќе бидат сместувани во тие соби. Инаку болницата Јасеново работи со 5 доктори, 9 медицински сестри и 3 лаборанти. Дел од лекарите и се надоградуваат во својата стручност. Инаку овде сите здравствени прегледи се реализираат во еден ден. Се прави целосна крвна слика, тестови за спирометрија. Болницата располага со кабинети за ехо, ЕКГ и рентген. Приватните лекари апелираат до своите пациенти навреме да се пререгистрираат во Фондот за здравствено осигурување.
Објаснуваат дека ако не го сторат тоа, можно е од април да го изгубат правото на бесплатно здравство. Од Сдруженијето на приватни лекари велат дека потребно е сите невработени кои се здравствено осигурани преку фондот да ја направат потребната пререгистрација. Навреме сите да се пререгистрираат, да не чекаме да паднат минус 20 температурите, да паднат снегови, повторно сите на 1 април да останат непријавени, па ние повторно да реагираме како матични. Ние многу пати реагиравме за овој момент и сметаме дека сосема поинаку треба сето тоа да се изрегулира и воопшто да не го тангира матичниот доктор, бидејќи задачата на еден матичен доктор е да се грижи за здравјето на граѓаните. Од почетокот на следниот месец сите невработени ќе треба повторно да се пререгистрираат за да добијат здравствено осигурување. 2 месеца ќе трае пререгистрацијата. Последниот рок за пријавување истекува на 31 март. Приватните лекари објаснуваат дека ненавременото пријавување им создава проблеми во работата. Во претходните години дел од лекарите во земјава губели и по неколку стотина пациенти. Па имам јавувања секоја година од кога е донесен овој закон да бројката на доктори, да речеме поготово оние кои што се во предели како што се Шутка, значи во некои недостапни во западниот дел, каде што поголемиот дел од населението се занимава со некое земјоделие. Бројката може да се случи до 700 пациенти преку ноќ да бидат цимнати од списокот на активни, да преминат во пасивни. Обврската за пререгистрација ја имаат сите невработени. Од фондот велат дека тоа се прави за да може да добијат бесплатно здравствено осигурување. Во Велес обврска за пререгистрација имаат неколку илјади невработени. Тие во фондот е потребно да потпишат изјава дека претходната година не оствариле приходи. Тоа е единствен услов за да добијат бесплатно здравство. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска ги поздрави решенијата кои вчера ги донесе владата и со кои трајно се решава проблемот на стечајците и професионалните војници. Колку граѓани на Велес ќе бидат опфатени со новите законски решенија, се уште не се знае. Откако ќе бидат изготвени законските измени, ќе се види кои фирми и граѓани дополнително ќе се стекнат со правото на паричен надомест во висина од 30% од просечната исплатена плата во државата. Корист ќе имаат и професионалните војници кои до пензионирање го решаваат своето вработување. За оваа група на невработени ќе важат истите законски основни услови за добивање на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок и тоа: фирмата од која доаѓа невработеното лице да е со доминантна државна сопственост од која е прогласен за технолошки вишак, стечај или ликвидација, да има најмалку 25 години работен стаж, без стажот како корисник на паричен надоместок преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, во меѓувреме, ако бил вработен, да не му прекинал работниот однос по негова вина или волја, односно спогодбено, отказ од работник или отказ од работодавец, и да е невработено лице кога го поднесува барањето во рок од 30 дена од донесувањето на законот. Кога професионалните војници ќе бидат прераспоредени во предвидените државни органи, тие ќе имаат решение за државна работа во рамките на овие институции, ќе бидат редовно вработени, ќе продолжат да земаат плата од тие државни институции согласно закон и колективен договор и други прописи се до нивното пензионирање.